Dongfeng Huge, автомобил за кој што има огромен интерес, бидејќи изгледа модерно, луксузно, премиум, скапо, кој што има одлична опрема и многу добра цена. Има многу интересни работи, но има и некои работи за кои што треба да внимавате, а сега ќе ви ги кажам, но пред да ви ги кажам, направете subscribe, бидејќи многу ми значи вашата поддршка. Прво, името му е Huge, као голем, бидејќи е голем. Влага во сегментот D на SUV автомобилите и стварно е голем. Долг е некаде околу 4,7 метри, широк е 1,90 м и висок е 1,70 м, што стварно го прави еден голем автомобил, а тоа придонесува да е многу широк и практичен, но она што сакам да го истакнам вака прво дизајнерски, како што кажав, дека изгледа многу премиум, многу луксузно, особено со овој преден дел со преднава маска кој што потсетува дури на луксузноста на Мајбах. Мислам, толку е представителен од предната страна, дополнително на тоа, со цело во ова осветлување и буквите, и овде пишува Aeolus, гледам сите се буне дека ова е S и малку поинаку го читаат, не, Aeolus, бидејќи тоа е под брендот на групацијата Dongfeng. Dongfeng малце така поинаку, мислам сите кинези малце поинаку ги групираат групациите со брендовите различни, но преднава маска му е фантастична, ми се допаѓа што вака хромирана, ми се допаѓа комбинацијава со бојата која што е темно зелена кон плава, убава, моќна, скапа боја. Ми се допаѓа и целата распределеност на светлата, која што кажав, да, тука горе се тие дневни светла со убави графики и убаво осветлување кој што можете различно да си го одбирате во секој момент, а главното осветлување е спуштено тука доле што е препознатливо веќе кај голем број на модели. Искрено оваа категорија стварно се потешка во поглед на конкуренција, бидејќи има сериозни автомобили кои што се нудат. Тука е старе, што многу други автомобили, но она што ми се допаѓа кај Huge, што освен што е голем, работата е што има одлична цена, ова е премиум пакетот, односно повисокото ниво и чини 33,490, додека Intelligence, она почетното е 37,490. Разликата во 2000 евра во опрема, но тоа ќе ви кажам за кратко што значи конкретно разлика во опрема, иако и двата модели се преполни со се додатоци, но она што би сакал да кажам е дека силна конкуренција и добро е што полека се истакнуваат во различен сегмент, односно ако сакаш да изгледаш као газда, ако сакаш да изгледаш богато премиум, дефинитивно Huge тоа ти го овозможува. Сега, една работа што и ми се допаѓа и што не ми се допаѓа, што на задниот дел, да, светлосната група е убава, целиот дизајн му е стварно впечатлив, но доле, иако гледате дека има како два отвори од издувниот систем, реално има, да, одоздола се, но тука имаме фейк издуви. Не можам да разберам зошто, кога веќе ги имате, само пуштете цевката бар до отворите. Инаку дојде со 19-инчни бандажи и конечно сватив што значи ова мах означување тука кај Dongfeng, што го има веќе кај неколку модели. Тоа е типот на моторот кој што имаме 1,5 турбо бензинец со 200 конски сили, 305 ньютон метри и стварно тоа се многу забавни перформанси. Богата со опрема, како што кажав, и богата со неколку кул моменти, а една од тие работи е Queen седиштето на совозачкото место, кое што како во Geely X5 кај што ви објаснував, имаме ваква потпора за нозете на совозачкото седиште, кај што може да се крене буквално си легнете да уживате. Но имам тука една критика што како што можеш и да видиш, во моментов е издигнато, има многу мал простор тука помеѓу пластиката, маската напред и седиштето, да може да се врати назад целото седиште, но повторно со нозете удирате во таа пластика и тоа ми е една критика, ова е максимумот инаку, и тоа ми е една критика што би ја дал. И второ, зашто мора да е Queen, па може и да е The King, нели седиштето, но внатре, на предниот дел, искрено многу ме фасцинираше Huge, што прво изгледа убаво и се што ќе чепнете е меко и квалитетно, да, надоле има некоја по цврста пластика, но тоа неодамна го видов и кај BMW X3-ката, што нели е премиум возило, но не е ефтино, нема крцкање, нема тропкање, тоа ме фасцинираше, убаво е све сработено. Имаме два екрани кои што изгледаат убаво и една работа, сега не знам дали намерно е така направено, се спуштени доле да не ви пречи при видикот при возење, бидејќи големите екрани стварно ми пречат при возење, не ми се допаѓаат, не се безбедни според мене, но тука се ниско спуштени,
а не знам дали е така направено бидејќи седиштето, возачкото особено многу е високо. Би сакал бар уште 3 до 5 сантиметри да оди надоле. И исто така би сакал волано да можам да го прилагодам повеќе кон мене или повеќе надоле да оди. Инаку екраните се едниот е 13 инчен, другиот е 10 инчен пред возачот, а овој од инфозабавниот систем има многу едноставно мени кој што не ви треба долго време да го научите, едноставно е, тука се сите функции, имате многу функции кои што можете да ги искористите. Екранот нема никакво кочење, до сега стварно не приметив ништо да ми закочи или да има некаков проблем и многу ми се допаѓа што да, тука го имате системот за следење на возачот, дали уморен, дали го прати сообраќајот и така натаму, но можете да си прилагодите колку да е сензитивен, колку да функционира, дали воопшто да функционира и тој сетинг да го меморира и секој пат да го памти, а не со секој влегување и излегување да треба повторно од почеток да вклучувате. Тоа е многу кул, тоа е што го приметив. Друга работа што приметив, со овие рачки тука за жмигавци, за светла, за брисачи, кој што звуков е многу убав, квалитетен. Сега разликата од Premium Intelligence е во следниве работи. Имаме 10 звучници тука за разлика 6 што има во послабата опрема и тука се данскиот систем Yamo кој што искрено звучи добро, но имам проблем бидејќи кажу дека има радио. Не можам да го најдам радиото, до ден денес не можам да го вклучам радиото. Да, можам преку Bluetooth и така го слушам, но не можам да го слушнам радиото. Друга работа што има во овој пакет е амбиентално осветлување, паркинг сензори напред, а друго вака од опрема како и панорамата горе, се е тоа стандард, па дури седиштето. Освен што на возачкото седиште имаме меморија, електрично прилагодиви се двете седишта и друга работа што имаме во овој пакет е ладење. Греачи нема, но тоа нема да му го дадам толку како критика бидејќи на овој клуч, освен што можеш сам да му дадеш задача да се паркира, друга работа што можам да го стартувам и тоа е добро бидејќи сватив дека ствари го стартуваш оддалеку, како и сега си се запали и он ќе почне си се грее. Додека ти влезеш, нормално си е веќе загреан. Инаку во поглед на останатиот дел, морам да го пофалам дека имаме физички копчиња за клима уредот. Ало, Dongfeng да ви учи како се работи. Браво, браво за Huge, бидејќи овие тркалца кои што се за прилагодување на климата и овие тука тач копчиња кои што се поставени и извадени надвор од екранот се фантастично добро функционални. Браво за Huge. Бежичен полноч овде имаме под тие контроли за климата, нормално две остави за шишиња и оваа убава даска од озгора кој што делува многу квалитетно. Ова е рачката од менувачот кој што е 7 степен dual clutch автоматски менувач, тркалце за драйв модовите и морам да дадам една критика што кога одбирате различен драйв мод, немаш никаков осет дека се менува нешто, освен дека тука се менуваат различните драйв модот Smart, Eco и Sport. Тоа е една критика. Под настанов за рака имаме голема остава под неа и уште една остава има тука на централниот дел каде што имаме два USB, односно еден USB порт и еден 12 волтен приклучок за струја, додека на задните седишта, бидејќи е Huge, има huge простор за седење. Мислам, гледај го просторов за нозете, инаку седиштето сега прилагодено според мојата возачка положба, имам одличен простор за нозете, одличен простор за главата, иако има панорама, па макар и со Queen седиштето сега што е вратено најназад, не е спуштено скроз до доле, сепак има простор, мислам, фасцинантно е колку простор има тука назад и плюс голема предност што не имате тунел на средниот дел, се е рамно, што значи дека седењето на сите три седишта е одлично удобно. Немам никаков проблем. На централната конзола тука доле има еден USB порт, една остава. Ми се допаѓа што квалитетот на материјалите и тука е доста убав како и напред, се е меко, дури пластиките се изненадувачки тука скроз доле. Нормално наслон за раката со две остави за шишиња, многу достапни ISOFIX куки, убави седишта. Морам да кажам дека седиштата се многу убави и тука и напред и на дизајн, но и на мекост. И да, самите седишта може да се прилагодуваат според аголот како што ви одговара, но тоа се прави од тука горе, што малце е чудно искрено. Можете ги спуштите, можете ги исправите како сакате.
Багажникот кој што има 450 литри багажен капацитет, нормално електрично отварање и затварање на багажната врата, дали преку клуч, дали преку копчето тука или од знатре, небитно, можеш да го отвориш и да го затвориш. 450 литри багажен капацитет, тоа како бројка е стварно голема, но искрено вака како го гледам и користам денови, некако ми изгледа како да има многу повеќе, како бројка да не е баш точна, но 450 литри сепак се голема бројка, можеби вака изгледа бидејќи стварно убаво и широко се отвара целиот багажник и е практичен, бидејќи немате некои кривини внатре па да не биде доволно практичен. Дополнително на тоа оваа даска на подот можете да регулирате на две различни нивоа, како и сега на подлабокото или другото кај што е речиси рамно со ивицава на браникот и немате никаков проблем при товарење и стоварење на потежок багаж. Нормално две остави од страна, критика нема куки за качалки, бидејќи стварно тоа се практични, не дека само јас ги сакам и ми се омилени, стварно се практични. И нормално под самата даска имаме сет за репарација и гума, резервна гума, убав голем багажен простор кој што ме фасцинира бидејќи стварно за huge, кога ќе кажеш дека имаш huge модел, треба све да биде huge. Сега е редно време да почнам да го возам. Привлекам многу внимание, страшно многу внимание и претежно ради таа предница напред, кој што ви кажав, кој што изгледа многу скапо и бојава на сонце толку добро изгледа, толку тогаш веќе ја гледаш длабината на бојата, прелива на убава скапа зелена боја, инаку на по сиво време бојата малку фаќа на една плава нијанса, интересна, многу интересна боја, но Dongfeng Huge е огромен, стварно е голем автомобил, за оние кои што имаат поголеми потреби, поголеми апетити, оние кои што сакаат да бидат газди, оние кои што сакаат да изгледаат убаво и представително, и стварно овој автомобил е за таква група на купувачи, на луѓе. Бидејќи имаме 200 коњски сили, 305 ньютон метри, но не е брз. Мислам, он е брз, достигнува убави големи брзини, но не е така стартен као, не знам, например, сега скоро имав X3, BMW X3 со исто 200 коњски сили. X3-ката беше многу постартна, многу побрза и окей, тоа ми е разбирливо, бидејќи таа група на купувачи што ќе вози BMW не вози Huge и не ги има истите потреби како што ќе ги има тука. Но од друга страна морам да направам една споредба баш со X3-ката, која што X3-ката чини 90.000 евра. 90.000 евра, ова е 33.490. Во одредени моменти Huge има повеќе опрема од X3-ката и искрен да бидам, разликата во квалитетот не е 60.000 евра разлика. Многу помалку, би рекол 15.000 евра разлика, толку ми е разликата. Да, имам критика кон Huge, дека во одредени делови од возилото би појачал со изолација, претежно тоа е кај над тркалата, кај под крилата, бидејќи баш се чувства секој камче, буквално се што ќе згазите на пат се чувствува. Иако е генерално тивок автомобил, смирен мотор, смирен менувач, 7 степен dual clutch, добар менувач, можеби му треба малку да е побрз во одредени моменти, но тоа е само кога ќе оставам тука во спорт и кога сакам малце така поише да си играм. Иако ја брка работата сосема соодветно. И нешто што многу ме фасцинираше, што Dongfeng Huge во моментов го возам со Pirelli гуми. Ги критикував претходно доста често дека се супер, дека се стабилни се, ама дека ради гумите не им се гледа перформансот како што треба. И сега тоа апсолутно се потврдува што е кажувано. Pirelli гуми и апсолутно возило е веќе друго, многу помеко, многу постабилно, многу поубаво управа во кривина, кој ќе освртиш, имаш добра контрола над возилото, изненадувачки нема клатење, мислам, има нормално што не можеме да го победиме против физиката, но нема клатење за некој да каже, кинеско возило. Не, убаво, квалитетно возило,
убаво ве држат седиштата во кривини, стварно убав автомобил за возење, многу мек, многу комфорен, седиштава се фасцинантно многу удобни, но критиката ми стои се уште за седиштата дека сакам да одам пониско, ова е најниската положба, сам гледате, имам простор за главата и се, но ако одам погоре или ако некој повисок од мене седне, ќе има проблеми. И исто така би сакал воланот да можам повеќе да го прилагодувам. Околу потрошувачката, генерално доста интересна потрошувачка, некаде околу 9 до 10 литри ми се движи во овој период што имам комбинирана потрошувачка, би кажал. Во град може да се качи нешто до 11, додека на автопат ја спуштам околу 7,5-8. Што генерално за возило од овој габарит со овие перформанси сосема окей. Перформансите, да, кажав дека не е брз автомобил, но тоа не значи дека не е моќен и дека ако има поголема тежина ќе има проблеми. Не, да знаете дека тоа апсолутно нема го имате воопшто како пречка. И она што ми се допаѓа исто дополнително за Huge е тоа што во двата пакети имате сериозно добра опрема. Освен она што го кажав, ќе го надополнам дека во премиум пакетот, тоа се исплаќа стварно многу да се доплати, ги имате најголемиот број на безбедносни системи кои што освен што реагираат, тие ги имате како автоматско предупредување за возило пред вас ако треба да закочите ве предупредува. Тука во премиум пакетот тоа и реагира и се втората генерација кај што многу подобро реагира. Можеби во одредени моменти ми е пресензитивен, пример ми се случи во град на тесна улица на паркинг, луѓе премногу се движа по улицата, на све живо и диво реагираш. Да, можете сензитивноста да контролирате, да намалите или зголемите, и тоа е супер, но дури во најмалиот сегмент ми е пресензитивен, барем за мој вкус. Инаку можете си играте буквално со сите системи, мислам да си играте. Што и да ви треба да вклучите, да исклучите, да наместите појако, послабо, одлично е тоа, бидејќи не секој го нуди и дополнително не секој автомобил го памти, бидејќи често ми се случило да наместам и готово веќе со наредно палење више се отпечаток треба направам. И нешто што многу ми се допаѓа, што ги чита буквално сите знаци, дали е пешачки, дали има работа на патот, дали е нешто друго предупредување. Буквално сите знаци ги кажува, некој пат може стоп знакот да го прочита со кинески букви, но веднаш знаете за што стана збор, мислам формата на стоп знакот ја знаете. И тоа е супер, бидејќи стварно добро помага, особено сега со Safe City системов низ градов, да знаеме што има, како има, ако нешто си пропуштил, не си видел, тука е Huge да те подсети. Многу лесно се маневрира, ми изненади, да, голем е, да имате можност автоматски да се паркира, да пронајде паркинг место и сам да се паркира, тоа е супер. Имате 360 степени на камера кои што имат одлична прегледност, убава графика, но нешто што исто така ми се допадна кај Huge е тоа што многу мал круг на вртење, оној аншлаг го има многу мал. Лесно можете да се снајдете во тесни улички да го изманеврирате, да излезете. Браво. Критиката ми стои за грејачи на седишта, бидејќи стварно малце ми е нејасно зошто има вентилација, ладење на седиште, а нема грејење. Тоа не може малце да го разберам и да, му фали погон на сите 4 тркала во понуда да има, бидејќи стари директниот ривал има погон на сите 4 тркала, но од друга страна искрено никој пат не ми било јасно за ваков голем градски SUV автомобил да барате погон на сите 4 тркала кога стварно нема го користите така како што налага тој погон. И да, ќе се согласам више кога споредувам со стари, дека во одредени моменти стариот можеби изгледа по-интересно и има по-јака опрема, но мора да разграничим една друга работа. Стариот е за некои 5000 евра поскап од ова тука што го имаме и ги нема некои работи што тука ги има. Плюс, овде имаме 8 години гаранција на мотор и менувач и 5 години гаранција на целиот остаток од автомобилот. Што тоа е уште еден плюс за Huge. И уште еден момент што кај овој круг на купувачи, тие 5000 евра многу значат, сериозно многу значат.
И дефинитивно ќе кажам дека е хјуч автомобил кој што морате да го ставите во листата на автомобили кои што треба ги видите, да ги извозите, да ги искусите, за да го направиш финалната одлука. Така да, тоа од мене и хјуч. Направете subscribe, многу ми значи вашата поддршка и апсолутно се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао, дечки!